Околу 9000 велешани треба да се пререгистрираат во Фондот за здравствено осигурување. Оваа обврска ја имаат сите невработени во градот. Акцијата почна вчера, а ќе трае до крајот на идниот месец. Ги потсетуваме осигурениците од градот Велес кои што имаат осигурување како невработени лица или ние ги викаме лица кои не се осигурени по друг основ, дека имаат обврска за годишна пререгистрација на нивното осигурување. Таа обврска се исполнува во периодот од 1 февруар до 31 март секоја година. Ние се организираме веќе од вчера и отпочнавме постапката, процедурата. Невработените веќе доаѓаат, не радува што доаѓаат уште од почетокот во добро солидно темпо. Се надевам дека во наредниот период ќе ни одговорат сите 9000 од прилика осигуреници што имаат осигурување по овој основ. Од подрачната единица на фондот велат дека се подготвени за пререгистрацијата. Доколку се појават турканици, предвидено е продолжување на работното време и воведување втора смена. Од фондот објаснуваат дека луѓето кои нема да го запазат рокот, на 1 април ќе им престане здравственото осигурување. Пререгистрацијата може да се прави и после предвидениот рок од 2 месеца, но осигурениците ќе загубат некои услуги кои се на товар на фондот. Последиците од тоа мислам дека им се познати на сите, ако не се јават во означениот период, ќе имаат прекин во здравственото осигурување. Истото во наредниот период може да се надокнади, значи може да отпочне, меѓутоа со прекин, меѓутоа има губење на одредени права кои што во дадена ситуација кај одредени пациенти нема да им бидат баш најпријатни, затоа ги повикуваме да се исполнат уредно оваа обврска. Единствен документ потребен за пререгистрација во Фондот за здравство е лична карта. Овде невработените е потребно да потпишат изјава дали минатата година остварувале приходи. Од тоа ќе зависи дали ќе добијат бесплатно здравствено осигурување. Инаку според правилата, ако невработениот лани остварил приход над 96.000 денари, потребно е да плати половина од осигурувањето или 1100 денари. Ако пак сумата е поголема од 185.000 денари, тогаш сам ќе треба да го плати целиот износ за осигурување, чини 2200 денари. Големото капитално дело на Вилијам Шекспир, Кралот Лир, премиерно на сцената на Велешкиот театар. Речиси целиот актерски ансамбл е вклучен во најпознатата трагедија на Шекспир, која се занимава со преиспитување на основните вредности на семејството, сите состојби во кои се наоѓа проблемите и погледот кон светот. Што се обидува на многу едноставен начин да преиспита некои суштински важни феномени за човекот како бити и за неговиот однос кон природата, кон светот и кон животот. За режисерката на Шекспировото импозантно дело Звезда Ангеловска представата бара голема психолошка подготовка и дисциплина на сцената, затоа што, како што вели, ова е сложена материја. Сценографијата е одбрана како еден вид дрвена херметички затворена шума, каде што човечките животи се така се испреплеткуваат позади интригите, лагите, измамите и дури се затвараме и ги затвораме другите, меѓутоа и се само себе затвараме. Тоа е прашање на слободата, дури кога ќе ни се даде, колку можеме да бидеме слободни или кога сме внатре во затворот, што значи дали затворот е поврзан со слободата или обратно, слободата е поврзана со затворот. Во улогата на Кралот Лир на сцената ќе застане актерот Јордан Витанов. За него представата е голем предизвик. Ова продукција ја гледам и како еден врзок обид од наша страна, еден условно речено мал театар во еден град и во нашата држава, не крстат провинција, ама нека е. Во така наречената провинција да има таква дрскост, одважност да поставува сериозни дела од светската драматургија и не само да ги поставува, туку да ги поставува со резултат. Значи, тоа е мојата голема радост, покрај мојата лична радост што го играм овој лик. Со Кралот Лир, Велешкиот театар ја заокружува минатогодишната програма. Покрај Витанов на сцената ќе се појават и актерите Васил Зафирчев, Зоран Љутков, Самуил Стојановски, Александар Велјановски, Кети Борисовска, Славица Манаскова и други. Премиерно ќе се одигра в четврток со почеток во 19:30 часот.
Министерството за култура и годинава ќе помага општина Велес во организирање на општинските манифестации, рацинови средби, фестивалот на античка драма Стобе, интернационалниот фолклорен фестивал. Ова се дел од манифестациите кои во 2014 ќе добијат финансиска помош од ресорното министерство. Инаку со пари од култура ќе се помага и работата на Народниот музеј, како и реставрација на спомен куќите кај Варналиите. Локалната установа Народен музеј Велес во 2014 година е поддржана со проекти од етнологијата, археологијата и историјата на уметноста. Исто така, ќе продолжат работите за заштита на црквата Свети Никола во Башино село и на спомен Костурницата. За град седиште на Асоциацијата на градови со архитектонско наследство, особено е важно што во 2014 година Министерството за култура ќе финансира изработка на конзерваторски проект за реставрација на фасади на 5 куќи од комплексот куќи во старото градско јадро на улицата Јована Лавакот 3, 5, 7, 10 и 12. Сликарско-копаничарската колонија Папрадишки мајстори не е влезена во програмата на Министерството за култура. Таа делумно ќе финансира само локалната самоуправа. Инаку и Велес е во трката за добивање на проектот Град на културата, вели градоначалникот Чадиев. Сепак тоа е извор на Министерството, да почекаме да се произнесе Министерството. Јас имаме на скриена надеж, меѓутоа би сакал да се оствари тој. Со пари на Министерството за култура ќе се одржат и концерти на групата Езерки и бендот 7 осмини. Се организираат како поддршка на Сдруженијата на македонци од странство. Општина Велес даде поддршка на Сдруженијето на македонците од Хрватска за изработка, односно за снимање на CD и одржување на концерт на групата Езерки и бендот 7 осмини во Велес. Тоа е финансиски исто така поддржано и од Министерството и очекуваме со директни контакти да ги утврдиме следниот период, термините кога би се одржале овие настани. Инаку поддршка во реализација на проекти ќе добијат и повеќе граѓански организации. Така, освен со пари од општината, и Министерството за култура ќе ги финансира Сдруженијето на граѓани Разбој, фестивалот Импакт, стрип центарот и ансамблот Керамичар. Ако успешноста на една институција се мери според бројот на добиените награди и признанија, тогаш несомнено основното училиште Свети Кирил и Методи спаѓа во врвот не само во општински рамки, туку и на државно ниво. Во минатата учебна година, учениците од ова училиште и нивните наставници ментори освоиле вкупно 15 награди на меѓународни конкурси, изложби или надпреварувања. Оваа година надлежните се надеваат дека ќе надминат таа бројка. Во првото полугодие освоиле 4 награди, по 2 од ликовен и литературен карактер, но добрите резултати допрва следуваат, затоа што многу е поголем процентот на награди кои се доделуваат во второто полугодие. Во текот на второто полугодие секогаш и следуваат голем број на организирани такви надпревари и конкурси, така што се надеваме дека повторно ќе бидеме гордост на нашата општина и на нашата држава со сите постигнати резултати што ќе успееме да ги добиеме. Во училиштето посебно се горди на ангажманот и залагањето на учениците кои се дел од проектите. Денеска го посочи еколошкиот проект Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. За негова реализација, образовната установа воведе екокодекс, посебна химна, а тие се единственото училиште во градов кое 4 години поред го добива зеленото знаме. Во нашето училиште се спроведува акција за собирање пластична амбалажа и стара хартија. За тоа оделение кое што ќе има најголем број собрано пластична амбалажа или хартија добива награда. Од училиштето вела дека нивните ученици се талентирани во сите области. Наградите доаѓаат по учество на ликовни и литературни конкурси или надпревари по природните науки. Во Свети Кирил и Методи има посебно формиран тим кој треба да биде запознат со сите меѓународни надпреварувања каде можат да учествуваат, а потоа ги одбираат учениците кои сметаат дека најдобро ќе го представат училиштето. Во училиштето има тим кој што е задолжен континуирано да ги следи сите конкурси, проекти, што се надпревари кои што се објавуваат на секаде, нели, на сите интернет страни, портали и така натаму. По проследувањето
ги носат. Кај мене се разбира, формираме тим кој што сметаме дека соодветно може да работи на истите надпревари и конкурси, се изработуваат проектите, се работат надпреварите, се работи на надпреварите, секако наставниците комплетно си го знаат секое дете каде им припаѓа и зашто е талантирано, така и се одбираат. Освен на меѓународни конкурси, училиштето редовно е во врвот на сите општински, регионални или државни надпреварувања. Голема крводарителска акција на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН е од Велес. Повод е 4 февруари, денот на раѓањето на Гоце Делчев. Многу млади лица, но и повозрасни граѓани се одзваа на повикот за дарување. Организаторите задоволни, акцијата ја прогласија за успешна, очекуваат над 100 крводарувања. Гледајќи на бројката која што моментално веќе имаат дарувано крводарители, негде околу 80-тина, се надеваме дека ќе доеме приближно до минатогодишната бројка на која што се собраа некаде околу 169 крвни единици. Хуманоста и желбата да се спаси човечки живот секогаш е првата мисла со која се оди на крводарителска акција. Мене првпат 16 пат ми е, дарувам во хуманитарни цели, ја поддржувам акцијата прекрасна и кој што гледам идеално е остварена, замислена е прекрасно и ќе поддржувам постојано. Собраните крвни единици ќе се однесат во Републичкиот завод за трансфузиологија, од каде ќе се распределат на клиниките. Освен од Унијата на млади сили, во крводарителската акција денеска беа вклучени и 2 екипи од заводот, нив логистичка поддршка и овој пат им беа представници на Црвениот крст од Велес. Од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН вела дека нивните активности во оваа област продолжуваат. Крводарителска акција традиционално организираат и на 7 април, денот на здравјето. Унијата на млади сили при Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Велес распиша јавен повик за членови на комисиите кои функционираат во ова тело. Подпредседателот денеска јавно ги повика сите млади луѓе кои имаат креативни идеи и кои сметаат дека може да придонесат во партијата да се јават на повикот и да станат дел од комисиите. Од Унијата на млади сили велат дека во изминативе години преку реализација на низа активности и проекти докажале дека многу придонесуваат за развој на општеството. Дел од комисиите може да бидат млади кои се членови на партијата. Тоа е главниот услов за заинтересираните да се пријават на повикот. УМС на ВМРО ДПМН, како најголема и одговорна младинска организација, е секогаш отворена за секој кој што сака да биде дел од неа и истовремено активно да учествува во незината работа. Затоа ги повикуваме сите млади луѓе кои што сметаат дека поседуваат капацитет, енергија и визија за нови проекти и активности кои би ги спровеле да се пријават на овој отворен повик за членство во следните комисии: Комисија за спорт, Комисија за култура, IT комисија, Правна комисија, Комисија за маркетинг и Комисија за човекови ресурси. Од Унијата на млади сили велат дека годинава се решиле да го прошират составот на комисиите и дел за прв пат да ги воведат. Повикот за членови се активира од утре и ќе трае една недела.